Добро вечер, второ издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Еве дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. Економскиот развој на Бирово зависи од туризмот, затоа владата со капитални инфраструктурни проекти инвестира во Малешевскиот регион. Беровското езеро станува дестинација на бројни туристи. Околу 1000 лица над 50 години се вработиле преку проектот Македонија вработува. Се вработуваат и млади и стари. Вработени се 250 граѓани над 58 годишна возраст. Бошко Стаменковски од Македонска каменица е единствениот представник на Македонија на светското првенство во пауерлифтинг во Лас Вегас. Тој е балкански рекордер и европски првак во оваа спортска дисциплина. Денес се одбележува Денот на армијата на Република Македонија. По тој повод во Штипската касарна Јане Сандански се одржа свечен прием. Беше положено цвеќе на спомен обележјето Македонија, а традиционално се одржа и тактичко-технички збор. Армијата на Република Македонија денес одбележува 23 години од низиното формирање. По тој повод во касарната Јане Сандански во Штип се одржа свеченост на која за значењето на овој датум говореше командантот на втората механизирана пешадиска бригада, подполковник Стојанче Тодоров. Со досегашното посветено и одговорно учество на преку 3000 своји припадници во мировните операции во Афганистан, Ирак, Босна и Херцеговина и Либан, припадниците на АРМ докажаа дека представуваме фактор на кој можат да сметаат нашите партнери. Во текот на изминатата година успешно го завршивме ангажманот во мировната мисија ИСАФ, а од оваа година продолжуваме со ангажирање на персонал во мисијата одлична подршка. Покрај ова, како што нагласи командантот Тодоров, припадниците на АРМА секогаш се тука да помогнат кога се работи за природни непогоди, како што се поплавите во Пелагонискиот, Штипскиот, Радовишкиот, Кумановскиот, Кривопеланечкиот и во последните денови во Тетовскиот регион, што е уште еден доказ дека АРМА секогаш е и ќе биде тука за заштита и помош на граѓаните и институциите на Република Македонија. Во рамките на одбележувањето на празникот на АРМА беше положено цвеќе на спомен обележјето на Македонија во касарната Јане Сандански, а на истакнати поединци им беа врачени награди и признанија. Локалниот економски развој на Бирово зависи од туризмот. Владата на Република Македонија со капитални инфраструктурни проекти инвестира во Малешевскиот регион. Туристичката населба Бировско езеро ги добива сите предуслови за интензивен туристички развој. Туризмот е главниот адут за развој на локалниот економски развој на општина Берово. Голем број на инфраструктурни проекти кои општината ги реализира заедно со владата на Република Македонија се за развој на туризмот и привлекување на туристи, цел која од година в година добива на значење. Вчера во присуство на премиерот Никола Груевски и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски представени беа два значени проекти за општината и развој на туризмот. Сите инфраструктурни објекти кои ги изградивме благодарение со средства од владата на Република Македонија, а пред малце одевме по истата и сега се наоѓаме, е велосипедско-пешачката патека, која е во должина од 1680 метри и вредноста на објектот чини 11 милиони денари. Но за да биде комплетирано и да се продолжи и во иднина со изградба на инфраструктурата, се изработи проект за продолжување на колекторот за фекални води, кој колектор е во должина од 800 метри и ќе ги опфати и понатаму ново изградените викендици и хотелите кои сега користат септички јами и го загрозуваат квалитетот, тоест на водата на Беровско езеро, од каде градот и општината црпат сурова вода за пиење. Малешевијата е најголемата воздушна бања во државата, затоа приоритет на владата на Република Македонија кон овој крај се развој на туризмот и заштита на животната средина. Проектот за изградба на фекална канализација и приклучување на хотелот VIP, како и сите туристички капацитети и вили од туристичката населба кон овој систем е немиловна потреба на градот Берово. Берово е познато по својата природа и чиста животна средина. Колку и да се развива туризмот, мора да се внимава на ваквиот бренд на Берово.
Од овие причини, но и од причини што градот Берово пие вода од Беровското езеро, ние како влада решивме да и помогнеме на општината за изградба на овој дел од фекалната канализација и издвоиме 3 милиони денари. После изградбата на канализацијата, сите објекти кои моментално користат јами ќе може да се приклучат на системот. На тој начин ќе превенираме можни излевања на фекалии во езерото. Ќе направиме уште еден чекор напред кон развој на туризмот, но и чекор напред во зачувување на природата и на здравата животна средина. Почитувани присутни, туризмот и понатаму останува во фокусот на нашето внимание. Со инфраструктурни проекти кои ќе креираат една содржинска страна и реално веќе помагаат за оваа прекрасна средина да биде достапна за сите. Ова е моја прва работна посета како министер за транспорт и врски со убав повод да се означат два проекти за кои верувам дека ќе допринесат за развој на туризмот во општината. Сакам оваа прилика само да ве потсетам дека во месец март во Штип имавме голем народен собир кај што премиерот Никола Груевски пред сите граѓани, односно пред целата јавност, најави дека ќе отпочнеме со изградба на делот главен колектор. Денеска тоа и се случува, денеска почнуваме да го градиме. Проект кој со финансиска рамка од скоро 3 милиони денари, што значи за окружување, обезбедување и заштита на природата, на животната средина и целосно оформување на комуналната инфраструктура во оваа туристичка насока. Денеска сме тука и за проектот за пешачката патека околу езерото, кој е многу важен аспект да се има соодветна содржина за рекреација и можност да се ужива во прошетките околу ова прибаво Беровско езеро. Говорам за проекти за кои владата ја соглед на нивната потреба и оцени дека со нивна имплементација генерално ќе се зголеми туристичката понуда во земјата. Владата на Република Македонија за изградба на пешачки патеки околу езерата инвестираше над 3 милиони евра, во кој е вклучена и пешачката патека околу Беровското езеро. Преку владиниот проект Македонија вработува, околу 4670 граѓани се ангажирани и добиле работно место. Овој проект посебно е означен за лицата над 50 годишна возраст. Со воведувањето на проектот Македонија вработува, кој започна да се реализира пред околу 4 месеци, ефектот е на високо ниво. До сега преку овој проект се вработиле околу 4670 лица. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски изјави дека од вработените лица 2000 се млади до 35 години е околу 1000 лица над 50 години. Ако не постоеше овој проект на владата на Република Македонија, лицата над 58 годишна возраст тешко можеле да остварат редовен работен однос, додаде Ставревски. Но и на другата страна на спектарот имаме вработување на лица кои што се над 50 годишна возраст. Тие лица веројатно никогаш немаше да најдат работа, односно никогаш немаше да бидат ангажирани од страна на компаниите доколку не беше овој владин проект и затоа задоволство е за владата кога одредена мерка ќе резултира на ваков начин, односно ќе овозможи вработување на луѓе и решавање на животното прашање за голем број граѓани во Република Македонија. Покрај решението на работниците, проектот Македонија вработува е олеснување и за работодавачите, кои што се ослободени од плаќање придоноси во период од 3 до 5 години во зависност од возраста и статусот на новоангажираните кадри, а со тоа нивната финансиска состојба ќе биде подобрена. Интересот за вработување на лица преку овој проект се очекува уште повеќе да се зголеми. Инаку преку проектот Македонија вработува е планирано да се вработат околу 150.000 лица кои ги исполнуваат условите. Почна да се реализира зголемувањето на паричниот надомест за енергетска сиромаштија. За 100 денари се зголеми надоместокот за потрошена електрична енергија за социјално ранливите семејства. Наместо досегашните 700 денари, надоместокот кој ќе го добијат граѓаните од ранливите категории ќе биде 800 денари, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Сите оние приматели на социјална парична помош кои што се во потешка материјална состојба, кои што ќе ги приложат сметките во центрите за социјална работа од минатиот месец, ќе им бидат рефундирани повеќе средства за надоместување на потрошувачката на електрична енергија. Општина Чешиново Облишево ќе добие нова канализацијска мрежа, асфалтирање на улици и хортикултурно уредување на 10 населени места. Проектите ги финансира Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Општина Чешиново Облешево ќе добие нова канализациона мрежа, асфалтирање на улици и хортикултурно уредување на 10 населени места. Ова е резултат на напорното работење на општината во изработка на потребната документација за изнаоѓање средства за реализација на ваквите проекти. Ова е благодарност ја давам голема до владата на Република Македонија, што возможи руралните места и руралните населени места да видат голем бенефит, големи предности со тоа што го подобруваме животот на самите граѓани и во самите населени места. Од добиените проекти е изградба на канализациона мрежа во населено место Чифлик, која сума изнесува некаде околу 16 милиони и 272 илјади денари. Потоа изградба на две улици во населено место село Теранци во должина од 800 метри со финансиска поддршка од 4 милиони денари. Исто така направивме и хортикултурно уредување како издетнички места или мини плоштади во сите населени места или поточно во населените места Бање, Борилчево, Жиганци, Кучичиново, Облешево, Соколарци, Спанчево, Теранци, Уларци, Чешиново и Чифлик. Со вредност околу 1.250.000 денари, исто така добиени средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Во соработка со Источниот плански регион, а со средства исто од поддршка за Агенцијата за финансиска поддршка, се добиени и уште 3 проекти или поточно урбанистички планове за населените места Облешево, Чифлик и Чешиново. Ова инвестиција изнесува некаде околу 7 милиона и 133 илјади денари. Како мали општини и средини ќе работиме интензивно за да можеме во иднина да реализираме и други проекти кои ќе бидат од големо значење и развој на општината, како и решавање на повеќе децениски проблеми на овдешните жители, истакна градоначалникот на општина Чешиново Облешево, Костадин Личков. Агенцијата за рурален развој во Штип ќе финансира 4 проекти во вредност од околу 60 милиони денари. До октомври треба да започне изградбата на патот од Суво Грло до магистралниот пат Штип-Радовиш, потоа изградба на улица до манастирот во село Долани и патот помеѓу селата Долно Трогерци и Врсаково. Општина Карбинци преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за реализација доби 55.000 милиони денари. Изградиме пат од село Долни Бавон до село Долно Трогерци во должина 4,5 километри. Исто така да изградиме пат од село Радање до село Козјак во должина од 3,5 километри и влезот на село Карбинци во должина од 1 километар со два тротоари од страните. Се надеваме дека во текот на оваа недела ќе расшириме јавен повик, така да кога ќе се избере за месец дена би почнале да се работат. Општина Пробиштип аплицираше со 3 проекти на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Беа одобрени и подпишани договорите за сите 3 аплицирани проекти. Изградба на нов водоснабдителен систем во село Ратавица. Вредноста на проектот е околу 5 милиони илјади денари. Реконструкција на градски парк во Пробиштип. Вредноста на проектот е околу 19 милиони и 500 илјади денари. До уредување на Лесново како туристички локалитет, вредноста на проектот е околу 3 милиони и 500 илјади денари. Веднаш започнуваат тендерските постапки за избор на најповолни изведувачи за сите 3 проекти, пошто ќе следи и нивна реализација. Слаб интересот за купување добиток на пазарот во Облешево. Трговците велат дека цената е ефтина, но сепак нема побарувачка. Слаба побарувачката на денешниот добиточен пазар во Облешево. На производителите им е ефтино, на купувачите им е скапо, а и трговците не се најзадоволни од и работат за ситна пара. Нешто се продаде, ама послабо, многу слаб пазар. Нема трговци, нема. Ние тука местното население слабо купуваат, од и сите. Еве, тука ние сме сите од овај крај од Чешиново Облешево и слабо. Од годините беше подобро, некако сега е слаба цената. Цената е слаба. Од година во година се послаба цена. Дали е изголемено чувањето на стока или нешто е друго, важно цената е многу слаба. А сточната храна скапа, така да ќе се откажеме да чуваме. Вие од тоа живеете или? Не, дополнителна дејност. Сточарите велат дека луѓето купуваат повеќе пиперки и домати, а прасења и телиња послабо. Никако не идат. Зашто? Од дека знам, немат пари. Која цена? 100 динара, ама не дават. И пъти не се продава. Пипер зимат, патличани. Годиња не. Период, како не е период. Куме оде? Од Уларци.
Добиточниот пазар во Облешево е единствениот на истокот, каде се собираат секој вторник околу 3000 продавачи, трговци и купувачи. Осмели се проект кој заеднички го реализираат две здруженија од Виница и Зрновци доаѓа до својот крај. Здруженијата Јавор и Агровинка се задоволни од ефектите на проектот кој се реализираше за да ги поддржи младите предприемачи од регионот. Сдруженијето за рурален развој Јавор Зрновци во соработка со Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка Виница успешно го спроведе проектот Осмели се. Проектот е поддржан од мрежата за поддршка на млади предприемачи. Целта на проектот беше да се поттикнат младите луѓе од општините Зрновци и Виница да размислуваат предприемнички, односно да се обучат 20 лица за основите на предприемништвото и 15 лица за основите на пчеларството. Во деновите 24 и 25 јули во просториите на Агровинка во Виница успешно беше спроведена обуката за предприемништво и бизнис. На 20 лица им беше испорачена обука со практични примени за основите на предприемништвото, бизнисот и можностите за искористување на мерките на владата на Република Македонија за поддршка на самовработувањето. Интересот кај младите луѓе беше голем и имаше неколкумина кои веќе имаа своји идеи за сопствен бизнис. Во деновите од 8 до 11 август во просториите на Агровинка во Виница и на пчеларник во село Зрновци беше спроведена обука за основи на пчеларството. На обуката присуствуваа 18 лица заинтересирани за оваа интересна тема. Како резултати од двете обуки веќе има 4 лица пријавени во програмите за самовработување преку грант и кредитирање. Едно од тие лица веќе ја има поминато фазата на одобрување на бизнис идеја, а уште 2 лица се со сериозни намери за отворање на сопствен мал бизнис. Од обуката за пчеларство 5 лица се со донесена одлука за почеток со пчеларството од наредната година. 6 лица веќе отпочнаа со пчеларство и си го надоградуваат своето искуство и мрежата на пчелари соработници, а се направени и првите начални договори за наредната година за набавка на над 13 пчелни нуклеуси. Секторот за внатрешни работи Штип расветли повеќе кривични дела, од кои една тешка кражба и 5 кражби од продавници и куќи извршени во Штип, од каде се одземени разни производи, лаптоп, компјутер и мобилни телефони. Секторот за внатрешни работи Штип по претходно преземени мерки и активности тековниот месец август расветли повеќе кривични дела, од кои едно кривично дело тешка кражба, 5 кривични дела кражба извршени во Штип од продавници и куќи, од каде се одземени разни колонијални производи, лаптоп, компјутер, мобилен телефон и предмети од домаќинството. Расветлено и кривичното дело разбойништво, извршено на 5 август годинава над 40 годишно лице на улицата 7 Конгрес во Штип, на кое што со употреба на физичка сила од страна на 3 лица му биле одземени 3000 денари. По преземените мерки и активности од страна на полицијата, а поради постоење на основано сомнение, против 7 лица на возраст од 15 до 37 години, од кои едно малолетно, ќе бидат поднесени соодветни пријави. Инаку, лицата се познати на службата за сторени вакви и слични кривични дела и против истите досега од страна на секторот за внатрешни работи Штип се поднесени повеќе кривични пријави до основното јавно обвинителство. Почна полагањето на државната матура за учениците од средните општински училишта и гимназиите во оваа сесија. Денеска се полага мајчин јазик, утре ќе се полага странски, задутре математика, а во петок се полага изборен предмет. Резултатите од полагањето на државната матура ќе бидат објавени идната недела. Од денеска матурантите ќе полагаат државна матура во средните училишта. Ќе полагаат оние матуранти кои во јунскиот рок не беа тестирани или не успеа да положат некој од предметите.
Матурантите од Кочанската гимназија Лјупчо Сантов ќе полагаат државна матура во средното општинско училиште Јане Сандански во Штип, изјави директорот Лазар Димитриев. Согласно календарот на Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар, учениците од средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани ќе полагаат државна матура на 19 во средното општинско училиште Јане Сандански во Штип, полагаат 12 ученици предметот англиски јазик. Во средното општинско училиште Гоше Викентиев нема пријавени ученици кои ќе полагаат државна матура, што значи дека сите полагале и поминале во јунскиот рок. Инаку денеска се полага мајчин јазик, утре 19 август матурантите полагаат странски јазик, во четврток математика, а во петок се полагаат испитите по физика, хемија, биологија, историја, филозофија, естетика и бизнис. Американската федерална влада и даде дозвола на нафтената компанија Royal Dutch Shell да може да експлоатира нафта во Арктичкиот океан, северозападно од брегот на Алјаска, прв пат по повеќе од 2 децении. На компанијата Shell е дозволено да експлоатира нафта околу 2400 метри под дното на океанот, и тоа прв пат по 1991 година. Внук на Нелсон Мандела е уапсен под сомнение за силување на 15 годишно девојче. Според представник на родителите на девојката, инцидентот се случил во ресторан во Јоханесбург, каде девојката била со пријателите. Бабата на младиот човек и втора сопруга на починатиот поранешен председател на Јужна Африка се обидела да го реши проблемот и испратила свој представник кај таткото на девојката, за да се откаже од барањето за апсење, но тој одбил. Бројот на загинати е 21, а на ранети 123 лица во експлозијата во Банкок. Досега е потврдена смртта на 10 тајланѓани, 1 кинез и 1 филипинец. Од рано утрово експертите од тајландската полиција се на нозе и на местото на експлозијата бараат докази за да утврдат кои се извршителите на нападот. Поред властите, напаѓачите се странци кои сакале да му наштетат на туризмот и на економијата на оваа земја. Спасувачките екипи ги пронашле телата на сите 54 патници и членови на екипажот на авионот кој пред 2 дена се урна во провинцијата Папуа на истокот од Индонезија. Пронајдена и црната кутија на авионот. Во авионот се наоѓале 44 патници, 5 деца, бебе и 5 членови на екипажот. Авионот од 2007 година се наоѓа на листата на Европската унија забранети компании поради лошите безбедносни услови. Исламска држава го нарече предавник турскиот председател Ердоган, бидејќи дозволил на американците да ја користат воздухопловната база за напади против екстремистичките организации. Во видеопораката која беше објавена на Твитер, Исламска држава ги повикува муслиманите во Турција да дадат подршка и да се борат против крстоносците, атеистите и тираните. Претходната недела во турската воздухопловна база слетаа 6 борбени авиони, кои учествуваат во мисијата против Исламска држава во Сирија. На непол месец пред светскиот шампионат во пауерлифтинг во дисциплината бенч прес, која ќе се одржи во Лас Вегас, Соединетите Американски држави, единствениот представник од Република Македонија, каменичанецот Бошко Стаменковски, ги прави последните подготовки за Македонија да ја представи во одлично светло на овој шампионат. Комбинацијата од 2 тренинга дневно, возење велосипед и добра исхрана се клучот за успехот, вели Стаменковски, за да добро се представи на светското првенство во Лас Вегас. Во текот се подготовки за светско такмичење во бенч прес во Лас Вегас. Во категорија сум до 75 кг мастер 1. За ова светско првенство не се ми познати многу работи, значи правилата само ми се познати. Подготвувам се онака чисто спортски. Секојдневно тренирам по 2 пати на сабајле и навечер, значи навечер доаѓам секоја вечер за Делчево овде во теретана во Let's Go. Добар тренинг, исхрана добра, квалитетна исхрана, која кошта, значи носи многу трошкови, затоа ни требаат спонзори, потребни се спонзори. Стаменковски во Лас Вегас патува како носител на балканскиот рекорд, како и освоено прво место од Европското првенство во бенч прес кое се одржа во Изборн, Англија. Без подршка на Македонската пауерлифтинг федерација, која што се уште не постои, Бошко патува на своја рака, но очекува да го обели образот на Република Македонија. Виза веќе имам обезбедено, од генералниот спонзор имам обезбедено авионска карта, повратна и смештај во Лас Вегас. Од општина Македонска Каменица имам одобрено 30.000 денари.
Значи Македонија моментално нема Powerlifting федерација. На Балканско бевме 4 македонци. На Европското бев единствен представник од Македонија. Исто, значи, ги имам фатено условите за светско на европското такмичење. И сам единствен македонски представник на ова светско такмичење од Македонија. Тоа не може да се претпостави, пошто силата е релативна, може да падне, може да се подобри. Ќе гледаме колку може најдобро да представиме Македонија на ова светско правенство и сами од себе да се представа, значи. Инаку Бошко Стаменковски започна да се занимава со овој спорт по 40-та година од животот. Речи си на сите надпреварувања на кои учествуваше досега има освоено медал. Од денес до 23 август 3 генерации на Фудбал Старс ќе учествуваат на 5-тиот меѓународен фудбалски турнир Fair Play Cup 2015. Генерациите родени 2001, 2003 и 2005 ќе се надпреваруваат со другите 108 екипи од Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Бугарија, Грција, Австрија и Шведска за освојување на едно од првите 3 места. Од 2014 година во консултација со семејството на предвреме починатиот македонски фудбалски ас Петар Милошевски ќе биде доделена наградата која ќе го носи неговото име. Организаторот на сите 4 првопласирани екипи во сите категории ќе им додели посебни награди и признанија, а ќе бидат прогласени најдобриот стрелец, најдобриот голман и најдобриот играч во секоја категорија поединечно. Овде е крајот на дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.